Добре дојде во студио за моите гости. Имам тројца гости. Еднакво важни се разбира. Подоцна ќе видиме околу темата и зошто се важни. Симона Гетова, консултант за клима и енергија. Движење Југоистокот против рудници. Ивана Дракшич, председателка на плоштад Слобода, и Никола Георгиевски, архитект, исто така плоштад Слобода. Зашто говориме денес? Имаме една абстрактна тема, можеби непозната и утопистичка, форми на отпор и управување која станува збор за граѓаните. Но во овој контекст се употребува зборот commons. Прилично непознат, нејасен збор. Јазичарите, граматичарите, лекторите би биле згрозени. Знаете како велат, во еден медиум нема поглавен човек од јазичарот. Тој може да ви ги тргне, да ви ги фрли во кош сите листови хартија, доколку смета дека сте неписмен. Сега, имавте ли вие комуникација, средба, ајде Дракшич, вас ќе ве прашам, со јазичарите, со луѓето, со професори, експерти за македонскиот јазик, да ги прашате? Кој е соодветниот термин? Па прво да разјасниме дека ме прашувате мене поради тоа што јас го работев преводот на досега единствената книга која што се бави со оваа тема, тоа е Commons во Југоисточна Европа и македонското издание на оваа книга остана со таков наслов. Морам да признаам дека освен лични консултации кои што ги имав, немав некаква, да речеме, дисциплинарна, формална дискусија и соработка со луѓе од таа област, како би дошле до македонска верзија на овој збор. Но е потребно. Исклучително е потребно, меѓутоа тоа не се единствените луѓе кои што би требале да учествуваат во преведување или пренесување на овој збор, односно концепт, бидејќи концептот произлегува од некакво политичко, обштествено, дури и културолошко дејствување на локалните заедници. Лингвистите секако дека ќе најдат соодветен термин, тие баратаат со сите сфери. Добро. Сакам да кажам истото во моментов се случува во Хрватска, значи се подготвува, ние оваа книга пишувавме оригинално на англиски. И во исто време се подготвува, почна да се подготвува и македонскиот и хрватскиот превод. Ева македонскиот излеза, хрватскиот веќе една година подоцна уште не е излезен, бидејќи кај нив се случува токму тоа. Панел дискусии, семинари, затворени средби и дури караници, па и некои И уште не можат да најдат. Не можат да најдат затоа што добро термин, соодветен на хрватски. Што значи commons? Значи говориме за форма на отпор и управување од страна на граѓаните и сега ќе видиме кои се тие форми. Никола Георгиевски може да ни говори за просторно планирање, значи управување и отпор. И кога говориме за отпорот, секогаш го имаме на ум Скопје 2014. Сушност, плоштад Слобода е најславното револуционерно движење во Македонија, па да, подоцна доаѓа шарената револуција. И сега, што правите вие сега после Скопје 2014? Прилично сте тивки. Дали заради, ова е нова власт, која не ве супресира, се разбира, но што правите точно околу оваа форма на отпор, управување, раководење со градот, урбаното планирање на градот? Да, че урбаното планирање пред се мора да појасниме дека е јавен интерес. Така се учи на факултет, така треба да се применува, тоа е, да кажеме, тој инвентар од алатки кои што треба да обезбедат јавен интерес. Добро, но политичарите го немаат тој факултет завршено. Апсолутно. И сега идејата е како може да правиме јавен интерес пред да ги граѓаните да бидат прашани кои се нивните барања, нивните визии, нивните идеи и права и обврски како еден граѓанин на метропола. Значи тоа е одговорност од повисок степен. Ваквиот тип на собирање на информации скоро е непостоечки и дури многу од законите не го обезбедуваат
практично, без да знаеме што сакаат граѓаните, ние не можеме да правиме урбанистичко планирање. Постои стручна фела, постои, да кажеме, таква стручна дискусија, меѓутоа мора постои и општа јавност, јавна дебата, каде што... Но постои. Да. Зошто велите дека граѓаните не знаат? Тие знаат дека има јавни дебати во онаму каде што всушност се планира, особено во општините. Тие се отворени за дискусија. Тие се отворени, меѓутоа време трајањето е премногу кратко. А во некои термини кои што се за, да кажеме, просечниот граѓани неповолни. И понатаму дали всушност извештајат од тие средби имали кворум, имали доволно прашани луѓе, имали доволно собрани информации, знаеме ли по кој правец, нема никаков извештај кој е тотално јавен за да буквално знаеме каде сакаме да го водиме градот или која е желбата на граѓаните. Да. Која е тогаш формата на отпорот на плоштад Слобода кон ваквиот политички начин на раководење на управување? Најбитно е граѓанинот да биде едуциран. Што правите вие за тоа? Па во најразлични вакви емисии, кампањи, формална и неформална трансакција на пренесување на информации, да тој ги свати своите права, да знае каде може да се обрати, да ги посетува овие, да кажеме, отворени презентации кај што може да даде фидбек. Пасивноста на граѓаните всушност не е успехот на градот. Кога збориме за квалитетен град, збориме за граѓанин кој активно партиципира во создавањето на својот град. Апсолутно, не успех. Добро, а средби со политичари? Средби со политичари... Да бидат тие прво едуцирани, па подоцна и преку нив и граѓаните, односно да постои некаква спона, невладини, политичари и медиуми секогаш. Да, таквите средби секогаш се од корист, меѓутоа... Постојат ли? Па, би рекол во многу мал број за сега, барам јас каде што сум бил вклучен, не било тоа во некое големо, да кажем, изобилство на работни групи или разговори или слично. Постојат така наречени тркалезни маси, меѓутоа ефектот треба после да се види во какво тие ќе издействуваат, кога ќе спроведуваат закон, кога ќе спроведуваат на различни политики и слично. Да. Мора да се вижам, Никола е како еден вид консултант во плоштад Слобода. Ние секогаш, поради тоа што кога направивме плоштад Слобода, немавме архитекти меѓу нас. И секогаш имавме архитекти на резиденс, некој вид, имаме правен консултант и архитект. Со Никола се најдовме многу на линија на тоа дека просторното планирање, не само урбанистичкото, туку генерално планирањето на просторот во нашето општество треба да биде еден процес во кој што граѓаните низ разни своји форми на организирање ќе учествуваат, значи некој како плоштад Слобода, некој како локална заедница што живее во близина на одреден ресурс, некој како некое друго друштво, меѓутоа мораат да бидат на соодветни начини вклучени во планерските процеси. И ова е некоја визија на која што се најдовме со Никола, и тој е многу активен во моменталната изработка и дискусија на законот, новиот предложен закон за урбанизам, бидејќи тој го третира просторното планирање и ги третира, односно не ги третира доволно овие прашања на партиципативност, на учество на граѓаните. И тоа е нашиот, да речеме, експертски глас во тој свет таму, кога е прашањето што правите вие сега, значи од поставување на законот на ЕНЕР до сите оние професионални дискусии, комора, асоциација на архитекти, собраницки дискусии. Никола е, да речеме, човекот од професијата кој што ја представува токму оваа страна, дека граѓаните низ различни форми треба да бидат вклучени во планерските процеси. Добро, ајде сега ќе вклучиме и Симона Гетова. Како велите вие? Вие доаѓате од движењето Југоистокот против рудници. Делумно, исто така и за Валандово. Добро, вие сте за Валандово, Казандол, вие сте против високиот капитал, практично. Добро. Крупниот капитал. Добро. Кажете ми вие во која е таа форма која вие работите во тоа движење, кога говориме за управување на граѓаните, за отпор на граѓаните? Па би се надоврзала на она што го кажа веќе Ивана и Никола, дека проблемот со рудниците во Југоистокот всушност настана бидејќи граѓаните од овој регион не беа воопшто консултирани пред да биде донесена одлука од страна на владата, на тогашната влада, да се издадат тие концесии за рудници. Значи, доколку постоеше систем
значи системско преку владино исто така консултирање на граѓаните од овие места, тогаш не би постоел ни проблем од соредниците во Југоистокот. Многу едноставно. И што стори вашето движење? Она што направивме... Ги отвори очите на граѓаните? Најпрвин тоа. Иницииравте дебати, јавни дискусии? Така. Значи, најпрвин имавме многу малку информации во тој период, што се случува, зошто се сечат ленти, зошто се доаѓаат тогашни премиери, таму и слават. Владата не беше достапна за да и го поставите тоа прашање. Не само владата, туку и локалната самоуправа. На времето не беше... Добра, власта. Да, генерално. Така, она што направивме е да најдеме информации, поставивме, знаеме дека социјалните медиуми се еден од начините на пренесување, на дисеминација на информации. Веројатно најважниот преку Facebook. Многу голем, така. Поставивме страна, Спас да Валандова, се што имавме информации ги поставувавме таму, но освен тоа, влеговме буквално во сечи двор, во сечија куќа да разговараме за проблемот. Бидејќи многу малку од граѓаните знаеа дека се случува такво нешто, дека буквално во двор ни градат рудник за злато, сребро и бакар. Што не е лошо. Доколку им дадат дел од таа концесија и нив. Лошо е бидејќи според процесот на изработка беше но не само тоа. Рудникот буквално почна да се гради преку пат од лозија и ниви луѓе на целосен регион кој живее најмногу примарна, но и барем секундарни примања доаѓаат од земјоделие во Југоистокот. Доколку изградиш рудник таму, не може да го пласираш никаде своето производство. Значи, она што е commons, поврзувањето овде е тоа што тие ресурси, комуни ресурси, заеднички обштествени ресурси како вода, воздух, клима, тие немаат граници. Значи, подземните води нема да застанат таму каде што застанува рудникот. Туку ќе продолжат и понатаму да загадуваат. И победата која извојувавте? Значи, победата е голема во однос на тоа што граѓаните здружено, не само одредена група, мала група, туку буквално од здруженија на лозари, до учители, до доктори, до старо, младо, секој беше вклучен. Колку луѓе бевте во тоа движење? Многу. Цела заедница се вклучи. Најпрвен бевме 4. Кога одевте од куќа во куќа и тропавте од врата на врата? Се менјававме од 20, значи сигурно некои 150 луѓе дефинитивно помина како многу важен дел, интегрален дел од целото движење. Добро. Морам да се вклучам, зошто сакам да ги поврзам овие работи што ги збориме. Теоријата за commons, која што всушност е економска теорија, наградена со Нобелова награда во 2008 година, Елинор Остром е економската теоретичарка која има поставено и потврдено преку стотици, ако не илјадници емпириски студии и истражувања. И најмногу се реферира на природните ресурси, иако денеска веќе теоријата се развива до таму и да зборуваме и за заедничко управување и на урбани, и на дигитална, така. Меѓутоа, она што сакам да го кажам, зошто ги гледам овие работи како просторното планирање или борбата против рудници како многу типичен пример на commons, поради тоа што самата теорија предпоставува дека локалните заедници, оние заедници кои живеат поблиску до одреден природен ресурс, имаат многу поголемо знаење, односно таа се вика генерацијска мудрост, која што се пренесува, имаат многу поголемо знаење за морфологијата на теренот, за однесувањето на тој конкретен ресурс и така натаму. Дури во многу поорганизирани држави и општества со многу поголем инпут на информации. И кога во оваа ситуација при просторното планирање за почеток, што вика во овој регион рудник, не знам што, кога во самиот тој процес прво би се консултирала таа локална заедница доколку ги немаат потребните информации нашите институции, а знаеме дека веќе долго време не работиме со свежи и конкретни податоци, многу лесно ќе се дошло до тој заклучок не дека луѓето таму просто од хир не сакаат рудник, туку дека има голем дел на земјоделско земјиште од кое преживуваат не семејствата таму, туку цел регион, дека ќе се окупира, луѓето знаат во септември одредена река колку се
повлекува дека таму нема да има кога станува збор за некакви мали хидроцентрали и така натаму. Значи, локалните заедници и според оваа теорија, локалните заедници многу често индидженус, како се вика, автохтони заедници, кои што ги има во некои земји во нашите повеќе не се покажуваат како едни од најголемите чувари на природните ресурси. Едни од одржливите управувачи со ресурси се овие заедници. Они развиваат своји механизми и системи на управување со нив, казни, санкции, награди, компензации и така натаму. И просторното планирање и борбата против рудници е само една форма на едно такво комон однесување. Комон се самиот збор заедничко нешто, заедничкување, што и да е, како и да е. Затоа ги гледам како важни овие примери и сакам да ги гледам во контекст на теоријата на комонс. Да, важен пример и важен и победата е извојувана и затоа сакам и Никола Георгиевски да го прашам во сегментот на урбаното планирање кои победи се извојувани? Имаме ли? Дури не да немаме победи, него јас мислам дека уште на полошо сме отидени. Значи само сакам оваа информација да кажам дека кога станува збор за урбано планирање, таа една идеологија од минатиот век за урбаниот простор и како се урбанизира град, го доведува градот во неуспех. Ние мораме просторното планирање малтане да ја разбереме нашата Скопска котлина, кој механизам го има оваа котлина, како се движи воздухот, каде се подземните води, бидејќи ние не може административно да пристапуваме кон парцелизирање на оваа, да кажеме, територија, при тоа ќе имаме затната котлина од згради, воздухот неправилно ќе се распределува, Вардар не го дистрибуира и така натаму. Да не зборам за антиципирање на промените од климатската криза. Сакам да кажам, ќе бидеме на топ листата број не првите 5. Многу често сме и во светот први. Да. Сакам да кажам, овие непознавања, неинтегрирање на овие информации во урбаното планирање го доведува градот во еден еколошки колапс, односно екологијата на градот, екологијата на, да кажеме, пејзажот во блискост со градот го доведена во колапс. Така и природните ресурси, така и граѓанинот кај да живее. Добро, онака како што Гетова и незините колеги и членови на тоа движење чукале од врата на врата, оделе од куќа на куќа, не може ли тоа да се стори? Апсолутно може да се стори. Закон еден може да гарантира дека локалната самоуправа задолжително ќе оди да анкетира луѓе, ќе има отворени повици, ќе има отворени презентации. Не, говорам за движењето Плошта Слобода. Не може ли на истиот принцип да почнете така да функционирате? Малце е покомплексен градот, како да кажеме организам е покомплексно се справува. Да се мобилизира. Волонтери кои ќе пристапат во ова движење. Знаете како, во проблемот со рудникот многу е видлива штетата, многу е визуелно, многу и брзо ќе се случи. А смртните случаи, например, со загадувањето исто така се и докажливи и очигледни. Очигледно бројката 3600 смртни случаи не ги алертира доволно и болести. Значи тоа се само смртни случаи, хронично заболени не знаеме, не имаме бројката, може постои некаде. Изгледа не е доволен алерт за граѓанинот да свати дека мора градот да се одзатне некако и да почне да функционира заедно со котлината, заедно со водно, со Вардар, со сите нашите природни... Добро, но како да се крене гласот на граѓанинот е прашањето и прашање за Георгиевски и за Дракшич, зашто и Гетова е добар пример како тоа можело. Па, како да се крене гласот денеска, главната, да речеме, идеја со која што работиме е како да се биде проактивен, а не реактивен, бидејќи поминавме многу години во реакционерство, што јас не го потценувам, апсолутно многу повеќе сакам да делувам тактички, него стратешки. Но мислам дека тоа го гледам и во нивното движење, а го гледам и во потенцијалите на луѓето со кои што сме работеле. Плошта Слобода има работено со неколку заедници, во Девар Мало, во Карпош, значи генерално тука не во некоја привилегирана центарска средина. Меѓутоа, го гледам потенцијалот кај луѓето да бидат вклучени и вмешани во процесите на носење одлуки, политики и што и да е. И тоа прво го видов кај вас и во вашето движење, дека во ред сега извојувавме борба некаква. Ова е само една битка, борбата не е. Војната се уште трае.
Заради тоа што сега ќе дојде новиот закон за урбанизам кој што е во процедура, кој што вика го потврдува, мислам дека беше тоа еден указ на Зоран Ставревски, дека се прогласуваат парцели од државен интерес. Кога ќе се прогласи парцела од државен интерес, таму веќе учество нема ни локална самоуправа, ни локална заедница, ни јавност, ни транспарентност, ни инспекции. Власта е онаа која диригира. Да. Значи, како представник на државата. Исто така се третира и, да речеме, просторното одредување на парцели за мали хидроцентрали, за рудници и така натаму. Така да доколку овој закон во оваа форма пројде, битката за југоистокот ќе биде изгубена. Добро. Така да ние треба да се вмешаме сега во овие форми на управување со тие ресурси, тоа е на некакво локално ниво, каде што они можеби со своите општини ќе најдат тоа подзаконски акти, регулативи, систематизации, не знам како се викаат сите тие документи, кои што ќе уредат дека како што и да вика законот таму, они ќе се повикаат на уставот на државата, дека во име на јавниот интерес, они од сега со толку проценти во таа форма учествуваат во носење на одлука, дали нешто ќе добие парцела или маркица, а работата на нас како Никола или Плошта Слобода или луѓе кои што генерираме луѓе барем заинтересирани за вклучување во овие процеси е да бидат watchdogs на процесите на носење на закони. Чувари. Да, и Никола е, да речеме, најмногу ангажиран, да речеме, во тој аспект. Да. Добро. Да нагласам исто дека и законот за урбанизам, како што го гледаме, ја го штити многу приватниот интерес. И ние не може да збориме за урбано планирање кое што го става приватниот интерес над јавниот интерес. Самиот урбанизам е јавен интерес. И во тој контекст многу се потешки тие битки, бидејќи правото за стекнат имот ги надвладеува сите други, да кажеме, форми на правни форми. И во тој контекст многу е потешко. Рудникот е некакво си јавно добро, јавна заангажираност, овие се приватни, да кажеме, битки кои што многу потешко и се многу повише правно заштитени. И во тој контекст проблемите во градот не се толку многу видливи, не се толку многу презентирани и јавни, да речеме дел и голем дел се приватни, затоа овие битки се анестезираат проблемите во градскиот живот. И полесно и не баш тоа, вака магнитудот или да кажеме не е толку видлив, колку што да кажеме но експлозијата ќе биде. Да. Значи овие катаклизмични слики од Скопје со смог и со загаден воздух, мислам дека се стварно вака да те потреса, да кажеш ки излезам ќе направам нешто. Барем ја очекувам, ако тоа не нас плоти сега, што ќе не понатаму спојува, мислам стварно. Вака време е. И мислам ради тоа е важно во моментот да се напомене протестот Зелена револуција на 29 ноември од 5 до 7 часот, но би се надоврзала излегуваме за чист воздух. Да. Така е, мислам тие битки се, овие битки за кои зборуваме се поврзани сите, како што Ивана рече претходно. И мислам дека е многу важно да се напомене дека со сите овие проблеми, еколошки, социјални, тие проблеми непропорционално ги влијаат на веќе застегнати заедници. Значи, заедници кои се веќе маргинализирани, кои немаат достоинствено домување, немаат пристап до квалитетно школство, образование. Не може да викам до Маврово да си отидат. Точно, до здравство, никакво. Макар и да го тргнеме на страна тоа што здравството моментално како што не е како што треба, но тие проблеми непропорционално многу повеќе влијаат на луѓето кои се веќе маргинализирани. И тука, ако не ги вклучиш нив во таа цела дискусија, во планирање на што треба да се случи со ресурсите кои тие кои најмногу нив граѓаните по дефиниција се маргинализирани. За жал во вакви незрели демократии. Не сите на ист начин и не сите се разбира, има и привилегирани касти. Добро, јас ви благодарам за оваа дебата. Фала многу.